Добар ден на сите. Почитувани, здравствената заштита почнува на примарно ниво, кај матичниот лекар и стоматолог. СДСМ истата ќе ја направи достапна до сите граѓани и ќе се погрижи матичните доктори и стоматолози да бидат максимално мотивирани во својата работа. Новата влада на СДСМ ќе го зголеми надоместокот по пациент за 5 денари кај матичните доктори и стоматолози. Тоа значи 40 денари надоместок за стоматолозите и 55 денари надоместок за докторите за секој регистриран пациент. Ова е минимумот под кој нема да одиме. Владата на Груевски не го исполни ветувањето за капитациите и воведе нереални превентивни цели кои може да значат кратење и до 30% од парите кои им следуваат на докторите. Новата влада на СДСМ ќе ги исплати сите пари кои што законски им следуваат на стоматолозите и на матичните доктори. СДСМ ќе возможи превентивни цели кои ќе бидат во интерес и на пациентите и на лекарите. СДСМ ќе ги укине досегашните драконски и нелогични договорни казни за матичните доктори и стоматолози. Идната влада на СДСМ ќе стави крај на ваквата политика, чија цел не е ништо друго, освен да се полни буџетот, за да може да се финансираат забеганите проекти на Груевски и фамилијата. Матичните лекари и стоматолози денес не ги добиваат вредно заработените капитаци, бидејќи фондот не ги исплаќа дел од средствата доколку пациентите промениле презиме и работно место. Тоа е голема сума на пари која завршува на други джепови за нечии туѓи проекти. СДСМ ќе стави крај на хаосот во Фондот за здравствено осигурување во делот на исплаќањето на средствата по капитација. Ова е само мал дел од чекорите кои што новата влада на СДСМ ќе ги оствари по превземањето на власта, а се со цел македонското здравство конечно да биде сервис на граѓаните. Со мерките кои ќе ги преземе СДСМ ќе станеме дел од европското здравство, наместо да добиваме услуги кои повеќе наликуваат на оние кои се нудат во неразвиените земји од третиот свет. Докторите и стоматолозите треба да извршуваат својата примарна обврска за здравствена заштита на пациентите, а не да живеат и работат под константен страв. СДСМ ќе им го возможи тоа. Благодарам.